Македонијо, без слободни избори нема слобода. Со месеци заедно се бориме за слободни и демократски избори. Да се врати основниот демократски принцип еден човек, еден глас. Да се врати правото на различно мислење. Договорот од Пржино беше потпишан, тоа да се обезбеди. Никола Груевски постојано го рушеше договорот од Пржино. Избирачкиот список не се прочистува. Медиумските реформи не се прифатени. Притисоците продолжуваат. За нас зборот на вистина е збор. Не се откажуваме од принципите на кои што инсистираме. Заедно со целата демократска јавност. Во име на тој збор, во име на тие принципи, во име на демократијата, Социјалдемократскиот сојуз нема да учествува на овие лажни избори. Во изминатите месеци, граѓаните на Македонија видоа и слушнаа зошто ВМРО ДПМН и неговите сателити одбиваат фер и демократски избори. Одбиваат да го испочитуваат она што го потпишаа, договорот во Пржино. Тоа го прават со една цел, за да го заштитат и амнестираат својот криминал и корупција, за да го продолжат своето лично богатење на грбот на граѓаните. Како што сите сведочиме, за да останат на власт и да продолжат со криминалот и корупцијата, не бираат средства. Државната изборна комисија пред само 15 дена едногласно усвои извештај за над 330.000 сомнителни гласачи. До денес 124.000 гласачи мнозинството во ДИК одлуши воопшто да не ги проверува. Без причина, без аргументација. До денес повеќе од половина теренски проверени гласачи не се најдени на нивните адреси. Власта одбива да ги избрише. Пред 2 дена власта го одби и предлог законот за медиумски реформи, предложен од страна на новинарските здруженија и синдикатот. Со тоа уште еднаш брутално го прекрши договорот од Пржино и удри шлаканица на сите кои бараат професионални и слободни медиуми. На сите им е јасно, без слободни избори нема слобода. Таму каде мртвите гласаат, таму каде државјани на други држави гласаат во име на граѓаните на Македонија и каде партиски послушници ги крадат гласовите на вистинските гласачи, таму каде што ги затвараат устите на сите кои мислат поинаку и каде што на целата јавност и ги затвараат ушите за вистината, таму нема слобода. Демократска Македонија ова нема да го дозволи. Нема да дозволиме да згасне последниот пламен на слободата и демократијата во Македонија. Ги повикуваме сите граѓани, студенти, работници, пензионери, земјоделци, без разлика на етничка, верска, политичка или било каква определба, заедно да застанеме и да ја сочуваме демократијата. Бидејќи сега тоа не е прашање на личен избор, туку прашање на Македонија и нејзината иднина. Власта во една демократија не е председателот, не е ниту премиерот, не се ниту политичарите. Вистинската власт се граѓаните. Во име на тие граѓани му порачувам на Никола Груевски и неговите сателити. Нема да го згаснете светлото на слободата и демократијата. Демократијата ќе се врати и за неја ќе се избориме заедно со граѓаните. Или Груевски, или Македонија. Благодарам.
Повелете прашање за новинарите. Борбата за слобода и демократија во ова наша земја продолжува. Остануваме верни на принципите. Чист избирачки список, регулација на медиумите и разграничување на партијата од државата. Тоа се целите на договорот од Пржино и тоа се минимум условите за организирање на фер, демократски и пред се регуларни избори во Република Македонија. Ние остануваме овде да се бориме секојдневно, согласно сите можности кои што ни стојат на располагање. Сето она што демократијата, сето она што уставот и законите го дозволуваат. Секогаш постојат начини да се избориме за слобода. Секогаш постојат начини да се избориме за демократија. Нашата цел е искрена и исконска. Се вика Македонија. Повелете. Очекувате ли Катица Јанева да биде блокирата преку Уставниот суд? Сето тоа што го прејудицира јавноста, еве, вие го прашувате, е можно во нашата Македонија. Никола Груевски се е можно. Така да остануваме да се бориме сите рамо до рамо со целата демократска јавност во нашата Македонија, заради тоа што секој родолюб, секој верен поддржувач на слободата и демократијата знае дека без слободни избори не може да се дојде до таа толку посакувана слобода и демократија. Продолжуваме да се бориме без разлика на што се е спремен овој автократски режим. Ние, заедно со граѓаните, ќе ја вратиме слободата и демократијата во Македонија. Дали ова значи дека вашите министри присуствуваат во организација на изборите, кои што вие не ги признавате и нема да учествуваат? Нашите министри многу навремено денеска ги поднесоа своите оставки заедно со дополнителните заменици министри. Секако одлуката, видовте, не зависи од нас. Некој се дрзна во заложништво да држи луѓе во влада која што има намера да спроведе криминални избори. Ние ќе направиме се нашите министри да не бидат во таа влада која што има намера да организира уште едни криминални избори во Република Македонија. Меѓународната заедница цел ден беше во контакти со опозицијата. Информирани се за сите детали. Сето тоа што беше на повидок и денеска на јавност преку отворената седница на Државната изборна комисија. Имате повеќе од половина незатекнати дома граѓани при теренската проверка. Не повеќе од 25% државните институции ги доставиле податоците за кои што роковите поминаа уште претходната недела. 124.000 се констатирани дека се сомнителни гласачи. Никој не кажува зошто, тие не се проверуваат, а се констатирани во вкупната бројка од 330.000 гласачи. Никој не кажува која е латката на ДИК да ги избрише сите оние кои што по закон не треба да бидат во избирачкиот список. Без дадените одговори не може да има чист избирачки список. Без прочистување на избирачкиот список нема регуларни избори. На нерегуларни избори опозицијата не смее да си дозволи да учествува. Повелете. Ни се говори во следните денови да се дојде до промена нова одлука и сепак да учествувате на изборите. Социјалдемократскиот сојуз повеќе од еден месец повикува учество на 5 јуни на избори. И тоа е наша јасна определба. Ние го нарачевме целиот рекламен материјал за изборите. Ја испечативме нашата програма, флаери, брошури во преку 500.000 примероци. Ние сме комплетно организирани во штабски структури. Ние сме 3 пати повеќе присутни на терен од ВМРО ДПМН. Но ако опозицијата не се бори за регуларни, фер и демократски избори, кој ќе се бори во оваа земја? Ова борба, да, е за власта да падне, од и автократска и режимска, но без регуларни, фер и демократски избори нема шанси Македонија. Нема идни на Македонија. Секој момент, кога ќе бидат исполнети условите за регуларни, фер и демократски избори, а тоа го заслужува секој граѓанин на светот
така и на нашата Македонија. Опозицијата ќе оди на избори и ќе победи на избори. Најавивте пресконференција во 19 часот, па ја откажавте. Зошто ја откажавте? Дали имаше притисоци да ја прифатите одлуката да одите? Ние до последен момент оставивме можност на аргументите и фактите. Разговаравме со пријателите на Македонија, Европската Унија и Соединетите Американски држави и сите амбасадори кои што овде се присутни. Секако водени од желбата да и помогнат на нашата Македонија. Јас тврдам дека целиот дипломатски кор е со искрени намери кон нашата Македонија. Фала Богу, имат убава намера за нашата Македонија. Но тие можат да помогнат. Одлуките ги носат граѓаните, секако и политичарите и политичките партии. Не може шефот на опозицијата да затвори очи пред тоа што го гледа. Не може да ги затне ушите за тоа што го слуша. Не може да премолчи пред фактите. Шефот на опозицијата и цела опозиција може и мора да ја завршат својата работа. Само тоа е сериозна и конечна гаранција дека во Македонија има шанси да се организираат фер, регуларни и демократски избори. Дали остануваат Повелете. вашите министри во владата? Дали од утре поутрак Оливер Спасовски и министер за внатрешни работи Крисина Ремински за Нашите министри преку недвосмислени оставки повлекуваат чекор за нивно повлекување. Ќе опрашате Никола Груевски, парламентарното мнозинство, зошто ги држи во заложништво. Нашите министри немат намера да учествуваат во влада која што има намера да организира нерегуларни, нефер и недемократски избори или тоа е еднакво на криминални избори. Значи нема да ги спроведуваат своите функции, нема да одат да работите на избори. Веќе одговорив на вашето прашање. Повелете, ве молам за почит кон новинарите во овој дом. Ве молам за почит. Повелете. Утре имаме состанок со нив, уште еднаш да ги видиме сите аргументи и факти. Ние следевме јавната седница. Знам дека понатаму продолжаа комуникациите, контактите и слично. Ке ги видиме сите факти и аргументи кои се на располагање и секако една од поизвестните одлуки е нивно повлекување. Но штом ќе ја донесеме одлуката, веднаш ќе ви информираме. На кој начин ќе се борите за демократијата? Ќе продолжите да објавувате други материјали кои што медиите ќе прекашат да проживеат и така натаму. Имате која стратегија? Се што ни стои на располагање, согласно устав и закон, опозицијата ќе го примени. Конечната цел ние ќе ја постигнеме. Слободна и демократска Македонија ќе доживееме сите и тоа многу брзо. Повелете? Молам? Се што е дозволено по устав и по закон, опозицијата ќе употреби. Дали очекувате собранијскиот спикер утре да ја подпише одлуката или може да ја пролонгира до 16 да Реално тоа што го најави, јас можам да го коментирам, во некое свое обраќање, Трајко Велјановски најави можно одлагање на распишувањето на изборите. Така да тој ги знае секако неговите ставови по ова прашање. Повелете дали има некој друг? Повелете. Е известно повлекување на членовите од ДИК, но сепак не кажувате сигурно. Дали е тоа сепак некаква мала шанса, мал простор кој што сепак го оставате? Бидејќи ако продолжат тие да работат, тоа значи дека вие се уште се надевате дека е можно почувствувате. Максималните рокови по сите теоретски можности, вклучувајќи и одлука на Трајко Велјановски да го одложи согласно закон максимум распишувањето на изборите. Тоа е 15 или еве 16. Не ме фаќајте за збор. По член 43, став 3 од изборниот законник вели сите податоци и институции се должни да ги достават до ДИК во форма на конечен избирачки список. Што значи до 16 ДИК работи. Секако ние ќе ги консултираме ДИК во делот на намерата и интенцијата во делот на нашите членови и утре ќе ја донесеме одлуката. Но сето тоа што го знаеме, како следуваат процесите, како тоа може да биде завршено во соодветен рок, согласно соработка на институциите, согласно тоа што МВР треба да го достави и да се оди дополнително на терен, согласно одлуката на сите тие кои што не се најдени дома, а ДИК мора да одлучи кој дополнително ќе ги провери, кој ќе ги избрише,
кој ќе ги распореди со астерикс или звездичка како диаспора и кој ќе ги потврди како избирачи, согласно одлуката за 124.000 избирачи, кои што треба да се проверат заради тоа што се констатирани за сомнителни, и согласно можноста има или нема алатка да се бришат сите кои што по закон не треба да бидат во избирачкиот список. Тоа е тоа што ДИК денеска го констатираше во извештајот кој што го усвои по сите овие прашања. Не може политички да се надгласа или со политичка волја да се наметне било кој врз аргументите и фактите. Аргументите и фактите кажуваат дека и максималните рокови да се искористат до 16 нема проверка и чист избирачки список. Тоа е последниот датум за проверка на избирачкиот список. Имајќи го во предвид дека денеска се распушта парламентот, а знаеме дека не се стига до последниот датум, достапен е извештајот до сите новинари. Мислам дека е и објавен на веб страната, самиот извештај. Секој може да заклучи освен Никола Груевски дека парламентот и треба на ДИК, независната државна институција, која што заедно ја избравме, да си го доработи својот дел. Тие одлучија да го распуштат парламентот. Бевме принудени да и поднесеме своите оставки, поборници, остануваме до крајот на принципите за кои што се залагаме. Заради тоа што не може Фросина Ременски, Оливер Спасовски и тројцата дополнителни заменици министри да останат заложници внатре на, како да го кажам, на едноумието, кое што сака Никола Груевски да го наметне. Ако избравме независни институции, треба да им дадеме фер шанса до крај да ја завршат својата работа. Така да секој ден сме тука, согласно сите одлуки, веднаш ќе бидат соопштени и граѓаните преку вас, новинарите и медиумите, ќе ги знаат директно од прва рака од опозицијата. Други прашања? Не можам да кажам дали договорот од Пржино е мртов. Знам дека парламентот се распушти без да бидат обезбедени минимум условите согласно договорот од Пржино. Тоа значи без прочистен избирачки список, без регулација на медиумите и без разграничување на партијата од државата. Остануваат деновите пред нас да ги се димензионираат сите политики на опозицијата, но и на власт. Согласно тоа, сите можеме да извлечеме и на крајот конечни констатации и заклучоци. Други прашања? Договорот беше меѓународната седница, сами споменавте во неколку одговори дека денес имало обиди, да речеме, или консултации. Дали може да ни откриете некој детал повеќе во која насока се движат? Знаете како, консултациите беа секако во полза на организирање на регуларни избори. Заради тоа што фер и демократски избори ја изгубија последната шанса со одбивање на законот. Со регулација на медиумите се добива фер и демократски избори и со разграничување на партијата од државата. Но со прочистен избирачки список се добива регуларни избори. Ние денеска разговаравме за можноста за регуларни избори. Секако сите аргументации беа тргнати на страна. Дадовме шанса, гледате, држиме пресконференција после 23 часот, до последен момент, заради иднината на Македонија. Дали имате чувство дека меѓународната заедница потврди во последен момент со тоа што му дава зелено светло на Груевски на критикуваат избори? Мислам дека меѓународната заедница не е таа која што дава зелено светло или црвено светло. Тие своите ставови јавно ги соопштуваат секој пат. Дури во последните своји интервјуа на двајцата амбасадори на САД и на Европската унија ги испратија повторно пораките дека државната изборна комисија таа што одлучува, дека граѓаните се тие што одлучуваат и дека Македонија мора да има регуларни, фер и демократски избори. И покрај тоа што го потенцира и датумот 5 јуни. Но согласно тоа што го соопштија, власта со распуштањето денеска утврди пркос кон тоа што го соопштува континуирано меѓународната заедница. Не може САД и Европската унија да бидат против универзалните вредности, против европските вредности. Не може да бидат против условите за обезбедување на фер, демократски и регуларни избори. Тие можат единствено да останат на линијата на борбата за заслужено тоа што граѓаните на Македонија треба да го имат, а тоа е да дочекат регуларни, фер и демократски избори.